Здравјето е се на Канал 8. Добро вечер. Бронхијалната астма е честа воспалителна болест. Поголем проблем кај астмата е во издишувањето отколку во самото вдишување на воздухот. Основната причина за нејзино потенцирање е алергијата. 5 мај е светски ден за борба против бронхијалната астма, па затоа и решивме да зборуваме во вечерашнава емисија Здравјето е се со доктор Александар Димитровски, специјализант по интерна медицина. Добро вечер, докторе, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер, благодарам на поканата. Кажав јас во најавата дека 5 мај е светски ден за борба против бронхијалната астма и кажав дека честа болест. Ќе кажеме статистички колку е застапена во Македонија и секако во светот. Затоа решивме да зборуваме токму на оваа тема. Да објасниме што представува самата бронхијална астма. Бронхијалната астма представува заболување на дишните патишта, односно на респираторниот систем, кој што го возможува дишењето во човечковиот организам. Дишењето представува еден сложен процес кој што е контролиран од страна на вегетативниот нервен систем, пред се од продолжениот мозок, од центарот за респирација во продолжениот мозок и како што знаеме главна улога играат белите дробови. Од круцијална важност за остварувањето на функцијата на белите дробови и размената на гасовите кои што се врши во нив е секако непреченото движење на воздухот низ дишните патишта. Кај бронхијалната астма токму таму се случува проблемот на ниво на дишни патишта, односно представува воспалителна болест која што доведува до здебелување на мускулите на дишните патишта, односно на бронхиите, и до воспалителна реакција. Оваа воспалителна реакција доведува до задебелување на слузницата на дишните патишта и формирање на густ лепливи секрет кој што дополнително го стеснува луменот на самите дишни патишта. Па според тоа, протокот на воздух низ бронхиите е отежнат и воздухот се движи, како сликовите да објаснам, преку стеснати цевчиња. Како резултат на ова се јавуваат и самите симптоми кои што ја карактеризираат оваа болест. Да, ќе ги објасниме подоцна. Статистиката што говори? Колкава е бројката на луѓе заболени? Статистиката говори, значи според резултатите од World Health Organization, Светската здравствена организација, тоа се податоци од 2012 година, дека во светот боледуваат околу 300 милиони луѓе од оваа болест, со тенденција за зголемување на овој број. Представува значаен здравствен проблем на секоја влада, на секое здравство, бидејќи се трошат огромни пари од светските буџети, огромни ресурси за третман на оваа болест. Ова е хронична болест која што не се лекува, но со добра терапија може да се држи под контрола, што е и целта на терапијата за оваа болест. Така. Многу е важно да ги објасниме подетелно причините и ризик фактори за појава на самата болест. Кои се тие? Етиолошката причина за бронхијалната астма се уште не е откриена. Значи, етиологијата е непозната. Знаеме дека представува воспалително заболување и знаеме дека голем удел игра генетскиот фактор, односно пациенти кои што се диагностицирани со бронхијална астма, во фамилијарната анамнеза даваат податок дека имаат родител, брат, сестра кои што исто така боледуваат од астма. Значи, генетската компонента е силно изразена кога станува збор за оваа болест. Други ризик фактори кои што би ги набројал кај оваа болест се секако стилот на живеењето, потоа пушењето. Според некои автори се смета дека и уште во самата утроба кога е фетусот, доколку биде изложен на одредени штетни агенси, дека може да бидат тие предиспонирачки фактори за понатамошно развивање на астма во понатамошниот живот. Потоа правени се и некои студии кај предвремено родени деца, што исто така се потврдило дека преваленцата на бронхијална астма кај предвремено родени бебиња е поголема. И секако неизбежен дел од појавата на астмата е кај пациенти кои што ние лекарите ги велиме атопичари, односно тоа се пациенти кои што се склони на алергии. Астмата како болест честопати е асоцирана и со алергиски ринит, односно воспалување на носната слузница на основа на алергија.
што му дава на бронхијалната астма една мултифакторијална, можеме да кажеме дека е мултифакторијална болест. Подеднакво е застапена сигурно и кај мажите и кај жените. Па да, нема некоја поделеност, значи преваленцата не зависи од полот, може да ги зафати и децата? Да, подеднакво заболуваат и мажите и жените. Најчесто се диагностицира во адолесцентна возраст, односно кај децата, но нема правило, значи може да се јави во било кој период од животот. Да ги објасниме симптомите. Симптомите кај бронхијалната астма се пред се кашлица, кој што може да перзистира подолго време, како еден единствен симптом. Не мора да биде некоја упорна кашлица, но едноставно сува, надрзнителна кашлица која што трае подолго време. Друг специфичен симптом е отежнатото дишење, пред се отежнатото издишување и свирежи во градите. Тоа се веќе поспецифични симптоми кои што секој лекар би требало кога ќе му се јави пациент со овие симптоми да го наведе или да помисли дека станува збор за бронхијална астма. Од другите неспецифични симптоми се секако може да се јави замор, малаксаност, вртоглавица и слично. Но при нападни на астма дали имаме специфични симптоми? Па кога да. веќе астматичарите? Така, значи астмата може да има различни фази. Во период кога не се толку потенцирани симптомите, пациентот нема некои значајни тегоби. Како што реков, некоја сува надрзнителна кашлица, благо отежнато дишење, но веќе кај пациентите кои што имаат, ние што велиме статус астматикус, односно астматичен напад, сите овие симптоми се потенцираат затоа што стеснувањето на дишните патишта е многу повеќе изразено. Веќе овде имаме глад за воздух, изразено отежнато дишење, може да се јави и продуктивна кашлица и слично. Пред се ова се јавува кај пациенти кај кои што во скорешен период имало некоја вирусна инфекција, која што како тригер фактор ги потенцира овие симптоми и доаѓа до нивно поизразено дејство. Кога сме кај вирусните инфекции, колку вирусните инфекции може да бидат причина за појава на астма? Па вирусите како причина стрикна не би можело да кажеме дека се причина, но секако се тригер фактор за потенцирање на симптомите кај оваа болест. И они бактериски инфекции кои се појавуваат кај децата? Да, апсолутно. Може би и бронхит и така натаму. Бронхит, бронхиолитис поготово кај децата може во подоцнежна возраст да доведе и до астма. И затоа се препорачува кај пациенти кои што се веќе диагностицирани астматичари задолжително вакцинирање за сезонскиот грип, кој што се врши некаде во крајот на октомври. Да, дали според симптомите се одредува диагнозата или имаме начин на диагностицирање на астмата? Па секако диагностицирањето на бронхијалната астма зависи од повеќе аспекти. Пред се овде е добрата анамнеза земена од лекарот, значи разговорот кој што го прави лекарот со пациентот, објаснување на симптомите од страна на пациентот, кога се јавуваат, кога се најизразени, од кога се појавиле. Потоа секако физикалниот преглед, аускултаторниот наод на пациентот, што е карактеристичен со поострено везикуларно дишење, како што велиме ние, и појава на визинг, односно свирежи во градите. Неизбежен диагностички пристап за диагностицирање на бронхијална астма е секако спирометријата. Тоа представува неинвазивно испитување, значи едноставно испитување, постои посебен апарат, спирометар, во кој што пациентот со посебна техника дува. Преку тоа дување ние ги мериме белодробните волумени, белодробните капацитети, протокот на воздухот низ дишните патишта и спрема тоа се поставува диагнозата. Пред секако најважен параметар од сите спирометриски анализи е FF1, односно форсираниот експираторен волумен во првата секунда, односно тоа е волуменот на воздух што пациентот го издишува при форсирано издишување во првата секунда. Тоа ни е значаен индикатор за диагностицирање на астма. Секако постојат и бронходилататорни тестови, односно изведување на спирометрија, подавање на некој бронходилататор, односно лек кој што ќе ги прошири дишните патишта. Најчесто тоа е салбутамолот или кај нас е регистриран под заштитно име како вентолин.
Доколку дојде до подобрување или покачување на FF1 за 12% после давањето на бронходилататорот, речиси со сигурност можеме да кажеме дека бронходилататорниот тест е позитивен и дека кај пациентот најверојатно станува збор за астма. Така. Во врска со терапијата, но да се задржам уште малку на диагнозата, кај нас во Кочани има спирометар, а додека во Штип имате и центар за астма. Како работи центарот? За астма во Штип Склопна клиничката болница. Во Склопна клиничка болница Штип е отворен пред неколку години. Веќе во Штип во клиничката болница работи субспецијалист пулмолог, кој што редовно работат со пациенти со бронхијална астма и можам да кажам дека сме привилегирани во Истокот во однос на оваа проблематика, имајќи го овој центар и полесно се врши и упатувањето и третманот на овие пациенти. Се зголемува ли бројот на пациенти? Па да, се зголемува. Значи, статистиките покажуваат тренд на растење на присуството на оваа и диагностицирањето на оваа болест. На што се должи тоа? Па најверојатно се должи пред се на подобрата диагностика, но и поради живењето на луѓето во урбани средини, каде што перзистира смогот, каде што перзистираат гасовите издувните гасови од возилата, издувните гасови од фабриките, честото пушење, што секако ја зголемува инциденцата на ова заболување. Да. Ја споменавме терапијата, кажавте вие дека со терапијата може да се стави бронхијалната астма под контрола, но значи ли дека не може да се излекува? Па во принцип не, значи представува и нешто биена астма за секогаш. За секогаш, што не значи дека пациентот секогаш ќе има тегоби и симптоми. Да, и напади, да. Така. Значи, бронхијалната астма е хронично заболување, за кое што се уште нема откриено лек кој што ќе доведе до излекување, но со терапија и добра соработка од страна на пациентот, можно е астмата да се држи под контрола. И ние лекарите така ја градуираме на добро контролирана астма и лошо контролирана астма. Најчесто тоа се врши спрема одредени прашалници кои што ги работиме со пациентите и спрема некои индиректни показатели од типот, например, колку пати во неделата имаат потреба за да користат спрееви, односно релифери. Тоа се брзо делувачки бета-2 агонисти кои што вршат моментално проширување на дишните патишта и моментално ги намалуваат симптомите, но тоа не се лекови кои што делуваат стрикно на астмата, туку исклучиво за намалување на симптомите. Доколку пациентот има потреба од почесто користење на овие спрееви или релифери за намалување на симптомите, сметаме дека пациентот е со лошо контролирана астма. Доколку ретко ги користи, значи кај него астмата се држи под контрол. Така, тоа е во однос на терапијата и така. За терапијата има уште многу да се зборува. Да, повелете. Значи, најчесто терапијата се состои од користење на инхалаторни спрееви, кои што содржат најчесто се комбинирани и содржат долгоделувачки бета-2 агонисти и кортикостероиди. Како што спомнав предходно, постојат и релифери, го спомнав салбутамолот, тоа е брзо делувачки бета-2 агонист, и антихолинергици, овде спаѓа и партропиум бромидот или кај нас е регистриран под заштитеното име како спреј спирива. Тоа се спрееви кои што доведуваат до намалување на тонусот на мазните мускули во дишните патишта, а со тоа и до моментална бронходилатација и подобро струење на воздухот низ дишните патишта. Друга терапија е долготрајната терапија, која што спомнав, најчесто во денешно време е комбинација од кортикостероид со долгоделувачки бета-2 агонист. Од кортикостероидите се користат, значи, флутиказон, беклометазон, а од долгоделувачките бета-2 антагонисти е салмотеролот и формотеролот. Секако, овде спаѓаат и други типови на лекови, како например антагонисти на леукотриените. Тоа се едни медиатори на воспалителната реакција, која што се јавува кај бронхијалната астма. Кај нас го има монтелукастот, како лек кој што помага во намалувањето на воспалителната реакција заедно со инхалаторните кортикостероиди, кои што пациентите ги примаат преку спреевите.
Морам овде да напоменам дека од исклучителна важност е правилното користење на спреевите. Недобро користење на спреевите воопшто нема никаков удел кај пациентот. Значи, ефектот е приближен на нула. Значи, и ние, како лекари, и во Центарот за астма се врши специјална обука на пациентите кои што ќе започнат да користат инхалаторна терапија, бидејќи тоа од круцијална важност. Постои посебна техника на користење на овие спрееви, секако соодветно на типот на спреј кој што го пациентот користи. Во поново време препораките се дека е подобро дури и користење на одредени помошни помагала во однос на користењето на спреевите. Тоа се така наречени небулајзери или спејсери. Тоа се едни пластични цилиндри кои што се монтираат на едниот крај се монтира спрејот, а на другата страна е устата на пациентот, при што кога ќе се прсне спрејот, во тој цилиндр се исполнува аеросолта, па вдишувањето на лекот во белите дробови е многу полесно и посигурно дека лекот влегол во дишните патишта. Бидејќи, ќе повторам, неправилно користење на спреевите нема никаков ефект. Да, што се однесува кај децата? Имаме специфична терапија кај деца? Или Па и кај децата е воглавном терапијата е иста како и возрастните. Со тоа што кај децата мораме да бидеме подпредпазливи. Како и секогаш во однос и на пристапот, и на диагностицирањето, па и на терапијата. Да. Морам да кажам дека добро контролираната астма не представува болест која што ги ограничува децата. Значи може да имат најнормално детство, најнормален раст, најнормален развој со секојдневни физички активности. Значи добро контролирана астма не представува пречка за физичка активност, што е многу битно и за возрастните, не само за децата. Да ги споменеме последиците од неконтролирана бронхијална астма. Последиците од неконтролирана бронхијална астма се секако пред се лошиот квалитет на живот на пациентот. Значи пациент кој што не може да дише слободно, не може да функционира, не може да ги обавува секојдневните обврски, но покрај лошиот квалитет на живот на пациентот, овде е и ризикот да оваа болест дополнително ги оштети дишните патишта, да ги оштети белите дробови, но да доведе до оштетување и на мозокот, пошто тој страда за кислород, но и на срцето, односно десно страно срцево оптоварување. Инаку, морам да споменам дека чести се случаевите на лошо контролирана астма да премине во хронична обструктивна белодробна болест, или ние лекарите го викаме оверлап. Значи се препокријат астмата со хроничната, но тоа се две посебни заболувања. Хроничната обструктивна белодробна болест е болест кај која што предоминира хроничното воспаление на бронхите, односно хроничен бронхит, и бронхиектазии со емфизем, и во принцип представува нереверзибилно стеснување на дишните патишта. За разлика од хроничната обструктивна белодробна болест, кај астмата ова стеснување е реверзибилно. Значи со терапија може да се вратат бронхиите да функционираат нормално. Да објасниме превенцијата кај луѓе кои немаат астма и секако заштита на оние кои веќе добиле астма. Па пациенти кои што немаат астма, може ли некако да се превенира? Па да се превенира. Го кажавте генетскиот фактор, на генетскиот фактор и не можеме да влијаеме. Не можеме толку да влијаеме. Но има ли фактори на кои можеме да влијаеме? Секако, пушењето го споменавте. Пушењето апсолутно, значи тоа е навика која што може, доколку пациентот е атопичар или е склон да развие, постојат генетски фактори да развие астма, секако прво што треба да направи е избегнување на пушењето. Потоа избегнување на пасивното пушење, односно седење во зачадени простории, престојот во места каде што воздухот е загаден и слично. Сега кај пациенти кои што веќе се со диагностицирана астма, апсолутно е забрането пушењето. Како што спомнав претходно, пожелно е вакцинирање
за сезонските грипови, бидејќи може да представуваат вирусните инфекции тригер фактор за потенцирање на оваа болест и редовно земање на препишаната терапија. Честа грешка која што ја прават пациентите е после намалување на симптомите сами ја прекинуваат терапијата. Значи, брзо делувачките бета-2 агонисти од типот на вентолин може да се прекинат, но овие другиве е терапија што се прима стално, значи за да не дојде до нова екзацербација на болеста. Така, сега сме во фаза на алергии. Да ги објасниме алергиите колку може да делуваат на бронхијалната астма. И вие ги споменавте како причинител, но сепак повеќе ако може да се задржиме на. Потенцираат симптомите. Порано се сметало дека астмата представува алергиско заболување, сега е докажано дека представува воспалително заболување, но алергиите се чест пратилец на бронхијалната астма. Односно, често пациентите кои што имаат астма се атопичари, односно пациенти склони на алергија. Па затоа и астмата според одредени критериуми на поделба може да биде поделена на екстринзинг, односно кај пациенти склони на алергија, и интринзинг астма кај пациенти кои што не се склони на алергија, односно не се атопичари. Кај овие пациенти алергиската компонента предоминира и представува уште еден ризик фактор. Да, за каков тип алергии станува збор? Оние кои се најопасни? Обично овие пациенти се алергични на домашна прашина, на трева, на полен, мувла, најчесто на инхалаторни алергени, односно алергени кои што се наоѓаат во воздухот од самата природа. Но не мора да значи. Може како алергени да се јават и некои нутритивни агенси од типот на јаткасти плодови, но секако се повеќе во денешно време се става акценти на професионалната астма, односно астма која што се јавува поради професионална изложеност на одредени штетни агенси во работната средина на човекот. Така да овде можеме да ги спомнеме и алергиите кои што се јавуваат како резултат на примена на лекови, односно аспиринската астма, потоа астмата од другите нестероидни антиинфламаторни лекови од типот на ибупрофен. Така да според тоа дали пациентот, како што реков, е склон на алергија или не, и поделбата на астмата е различна, секако и терапевтскиот пристап. Споменавме дека сме во период на алергија, што е она што ќе препорачате на сите оние кои страдаат од некој тип на алергија во овој период? Па така, значи април, мај месец кога оние што страдаат од алергија пред се треба, значи, доколку е можно да се испитат што е она што ја предизвикува алергијата кај нив. Во денешно време постојат алерготестови кои што се кожни, рика алерготестови, кои што се едноставни за извршување. Тоа се тестови кои што се извршуваат на кожата на подлактицата, или пак постојат алерготестови кои што се всушност лабораториски анализи, односно одредување на IgE антитела спрема одредени алергени. Алергени има илјадници во природата, како инхалаторни, така нутритивни, постојат одредени панели, па спрема тоа анамнестички пациентот како ги дава податоците за појавата и кога му се јавуваат симптомите, можеме да одредиме кој тип на алерготест да го испитуваме, бидејќи не можеме сите да ги испитаме реално. Така, но не значи секоја алергија дека ќе премине во астма, мал процентот на луѓе кои не значи дека секоја алергија ќе премине во астма, но како што реков, често астмата е асоцирана со присуство на одреден вид алергија. Така. Еве, за крај од емисијата препорака до сите оние кои не слушаат, кои можеби имаат, се пронашле во емисијата или немаат астма или можеби генетски се предиспозирани. Сите слушатели кои што се пронашле во овој наш разговор, пред се советувам да се јават кај својот матичен лекар, да извршат еден физикален преглед, да разговараат со својот матичен лекар, доколку е потребно да бидат упатени на спирометрија, како што реков, тоа представува едноставна метода која што многу кажува, и да се разграничи дали пациентот има респираторно заболување или пак не. Доколку се посомнева лекарот на астма
задолжително мора да го упати на соодветен специјалист, како би започнало третманот и терапијата. Доктор, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи, еве да објасниме Благодарам токму и на во вас оваа на неделя кога поканата. се одбележува светскиот ден за борба против Па така, бронхијалната вчера беше астма. денот на Да. бронхијалната астма. Во Скопје имаше организирано еден настан, клиника за пулмологија и алергологија со Сдруженијето на пациенти кои што боледуваат од астма. Организираа една символична трка на кејот на реката Вардар, која што имаше за цел да покаже дека и пациентите кои што имаат астма можат да трчаат, можат да спортуваат, можат да бидат физички активни. Вие тоа го споменавте и за децата дека нема да имаат некој физички проблем, Апсолутно, да можат доколку слободно астмата е добро контролирана, контролирана. не би требало децата да имаат ограничување. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравието е се на Канал 8. Разговаравме со доктор Александар Димитровски, специјализант по интерна медицина за темата бронхијална астма. Се гледаме следната среда во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на лекарите. Довидување.